Премиерот Христијан Мицковски во изјавата за промоција на изборната коалиција за предстојните локални избори на новинарско прашање во однос на депониите Вардариште и Дрисла посочи дека се работи за подметнати пожари за кои веќе има приведени осомничени лица, истакнувајќи дека е обезбедена градежна механизација која од денес таму ќе биде во функција. Како влада и како институции ги превземаме сите мерки да немате дилема. За Вардариште знаете дека имаме веќе приведени осомничени лица кои што ја користеле илегалната депонија Вардариште, која што постои повеќе од неколку децении, која што е со габарит поголем од 20 хектари за да произведуваат метали кои што потоа нелегално ги продаваат. Тие лица се откриени, тие лица се приведени. Од вчера има приватна агенција за обезбедување здружено ангажирана од неколку општини. Истовремено како влада и како институции, вели Мицковски, преку општествено одговорни компании обезбедиле градежна механизација која што веќе денеска ќе биде во полн состав. Вардариште е обезбедено, останува Дрисла, вели македонскиот премиер. Мицковски кажа дека проблемот со Дрисла ќе биде саниран за недела дена, а воедно и дека Министерството за внатрешни работи ќе ги разгледува причините за повторното распламтување на пожарот после санација на истиот. Премиерот наведе дека е чудно како може пожар кој што е смирен и ставен под целосна контрола повторно да се активира, потенцирајќи дека сите виновници ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Општина Бутел ќе добие 2 модерни моста во Радишан и градоначалникот Дарко Костовски вели дека со ова се решава децениско барање на граѓаните, а инвестицијата е вредна 24 милиони денари. Костовски во видео обраќање информираше дека постоечкиот мост изграден со импровизиран конструктивен систем од челична конструкција без адекватна заштита, со сериозни оштетувања без потребниот носив капацитет за корисно натоварување од лесно моторно возило, ќе се замени со греден армирано-бетонски мост преку едно поле. Распонот што се совладува е 12,5 метри. Интегрирањето на распонската конструкција се врши со изведба на монолитна рамна АБ плоча над носачите со константна дебелина од 20 см. Подпирањето на конструкцијата се врши преку крајни столбови. Ширината на мостот од 4,9 метри ќе овозможи сообраќајот да се одвива во двете насоки истовремено, информираше Костовски во видео обраќање. Асфалтиран е кранк од улицата Гемиџиска во Железара, изграден е нов паркинг простор за олеснување на секојдневниот живот на граѓаните, соопшти денеска градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Работиме постојано од улица до улица, од мало до мало. Се гради на секаде, инвестициите во патната инфраструктура не запираат, истакна Стевковски. Тој информираше дека реализираат проекти, а не само планови на хартија. Нема повеќе заборавени улици, секое мало е важно, секој граѓанин заслужува подобри услови, порача од терен првиот човек на Газибаба, кој што еднаш нагласи дека постојано ги слушаат потребите на народот. Аеродром овие денови е епицентарот на театарот во Македонија. Гола месечина по 12 пат докажува дека е фестивал со срце и душа, истакна во својата Facebook објава градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митески. Митески за синоќешната атмосфера вели дека заедно со министерот за култура и туризам Зоран Љутков и многобројната публика уживале во представата вонбрачна комедија на гостите од сцена Манска, Шабац, Република Србија. Со нивната игра на сцена внесоа посебна магија во нашиот аеродром, зашто беа наградени со долготраен аплауз и овации од публиката, истакна градоначалникот кој ги повика граѓаните и вечерва да го посетат фестивалот. Вечерва со почеток од 20 часот во парк Авионче ќе настапат Здружение Мана Скопје со представата За нас почнува живот во режија на Дејан Тројковски. Влезот е бесплатен. Актуелниот градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски официјално ја објави својата нова кандидатура за градоначалник на предстојните локални избори. Во контекст на политичките поддршки, Јакимовски потврди дека ЛДП ќе ја даде поддршката во Карпош, додека Гром ќе предложи кандидат за градоначалник на Скопје. Со ова тој влегува во трка за уште еден мандат, откако претходно 4 пати ја извршуваше градоначалничката функција на Карпош. Денеска во 4 часот во Север Скопје е пријавено дека на булеварот Свети Климент Охридски пред крстосницата со булеварот Партизански одреди во Скопје
37-годишниот БП од Скопје, управувајќи мотоцикл, изгубил контрола и паднал на коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза, информираат од полицијата. Извршен е увид од увидна екипа од СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.